Огромна трагедија ја потреса Македонија откако катастрофален пожар избувна во дискотеката Пулс во Кочани за време на концертот на популарната македонска група ДНК. Овој настан се смета за еден од најсмртоносните пожари во историјата на земјата, оставајќи зад себе загуба на најмалку 59 животи и над 150 повредени лица. Во моментите на несреќата, во дискотеката биле присутни околу 1500 посетители, а пожарот, според првичните информации, избувнал како последица на употреба на пиротехнички средства. Сведоците на трагедијата го опишуваат моментот како вистински хорор. Според нив се започнало додека настапувала групата ДНК, а атмосферата била на врвот. Многумина од присутните забележале искри во таванскиот дел на дискотеката, но во прв момент никој не обрнал сериозно внимание. За неколку секунди огнените јазици брзо ја зафатиле целата внатрешност, предизвикувајќи огромна паника меѓу присутните. Беше хаос, сите трчаа кон излезот, луѓето паѓаа еден врз друг, се слушаа вресоци и плачење. Некои се обидуваа да ги скршат прозорците за да избегат. Огнот беше насекаде, топлината беше неподнослива, изјави еден од преживеаните за локалните медиуми. Спасувачките екипи веднаш пристигнале на терен, но густата чадна завеса и екстремно високите температури ја отежнале акцијата. Пожарникарите се бореле со пламенот повеќе од 3 часа, но за многумина веќе било предоцна. Поред извештаите, меѓу жртвите има и малолетници, од кои најмладите биле само 14 годишни. Министерството за внатрешни работи потврди дека до сега се идентификувани 35 од загинатите лица, од кои 31 се од Кочани, додека останатите се од Штип. Над 150 лица се хоспитализирани во тешка состојба, а лекарите стравуваат дека бројот на жртви може дополнително да се зголеми. Во текот на ноќта, многу семејства очајно бара информации за своите најблиски. Социјалните мрежи беа преплавени со апели од родители и пријатели кои не можеа да ги пронајдат своите најблиски. Во меѓувреме објавени се списоци на пренесени лица во болниците во Кочани, Штип и Скопје, за да им се помогне на семејствата да добијат информации. Според неофицијални извештаи, меѓу загинатите и членот на групата ДНК Андреј. Тој наводно се обидел да спаси што повеќе деца за време на пожарот, но на крајот сам го загубил животот. Тапанарот на групата Ѓорги и Сара како пратечкиот вокал исто така се потврдени како едни од загинатите. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски објави дека во врска со трагедијата се приведени 10 лица, а за уште 4 е издадена меѓунаредна потерница. Помеѓу приведените е и сопственикот на дискотеката Пулс Дејан Јованов, чија лиценца и дозвола за работа истекнувала на 25 март. Се истражува дали дискотеката воопшто ги исполнувала безбедносните стандарди, бидејќи според првичните информации немало доволно излези за итни случаи, а системот за противпожарна заштита бил нефункционален. Во службата за итна медицинска помош во Кочани има присутни членови на семејствата, чии членови беа присутни на кобната ноќ. Се уште се во исчекување и дел од нив немаат информации за загинатите. На терен се засилени служби на армијата и големи екипи на Црвениот крст. Пристигаат и донации на граѓаните, кебиња, храна и вода. Граѓаните се во неверување и тага. Се слушаат лелеци и плач од мајките кои ги изгубија своите деца. Се очекуваат нови информации наскоро. Дискотеката Пулс во Кочани, каде што синоќа избувна пожар, работела со блокирана сметка скоро цела година. Од МВР известија дека приведени се околу 10 лица, кои што се поврзани со организирањето на настанот. За 4 лица се подигнати меѓународни потерници. На социјалните медиуми се појавија разни шпекулации за тоа под какви услови оваа дискотека работела сите овие години. Она до кое што стасавме е дека лиценцата за работа на дискотеката важела уште 8 дена, односно до 24 март. Покрај тоа нелегалното работење може да се потврди и со тоа што сметката на истата дискотека била блокирана повеќе од една година. После неофицијалните објави на социјалните медиуми дека лиценцата на дискотека била до 2023 година, се појави уште една фотографија која што докажува дека лиценцата истекнувала на 24 март оваа година. Од Министерството за внатрешни работи сепак открија дека клубот не поседува лиценца која што била важечка. Онаа лиценца што ја видовме по социјалните медиуми била добиена во 2023 година и истата била истечена. Бројот на жртви постојано расте. Загина и еден полицаец. 59 лица загинаа во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, соопшти министерот за внатрешни работи. Загина и еден полицаец од полициската станица во Пробиштип, кој што бил во дискотеката по претходно изготвен план за присуство на малолетници во дискотеката. Овој полицаец требало да биде награден за најдобар полицаец на територијата Пробиштип. Загина при вршење на контрола за евентуално откривање дрога и малолетници, рече Тошковски. 35 од загинатите лица се идентификувани, од нив 31 се од Кочани, а 4 од Штип. Повредени се 155 лица кои се распоредени низ болниците во земјава. Распишана е потерница по 4.
Андреј од ДНК почина спасувајќи што поголем број на деца во пожарот. Во вчерашната трагедија која што се случи во Кочани, животот го загубија 59 жртви. Пожарот се случил за време на настапот на групата ДНК во дискотека во Кочани. Според најновите информации, животот го загуби уште еден од членовите на ДНК, Андреј. Медиумите најпрво се појавија со шпекулации дека Андреј е лоциран во болница во Штип, но неговата мајка тоа го демантираше. Ѓорги, кој беше тапанар во групата, како и Филип Стевановски, кој исто така е член на ДНК, се помеѓу починатите. Како придружен вокал на групата е и Сара Пројковска, која исто така го изгуби животот во пожарот. Од универзитетот на кој што Сара Пројковска беше професор се огласија и напишаа: "Со длабока жалост и неверица ве известуваме дека нашата колешка, вонреден професор Сара Пројковска го загуби животот во невидена трагедија во Кочани. Нашата Сара полна со љубов, живот и музика, лавица и добрица." По социјалните медиуми се појавија фотографии од познатите кои што на емотивен начин се простуваат од својот колега Андреј. Помеѓу објавите се најде и она на Миро Кацаров, кој ни солзи се прости од својот пријател Андреј. Инфлуенсерката Мија Андрија пак, која што секојдневно на својот Инстаграм профил ги споделува лицата кои што се уште не се пронајдени од пожарот, така исто се прости од својот пријател. Срце планина, сја отпеа, траур, ужас и пеколо ден. Напиша Мија на фотографијата со Андреј. Починат е музичарот Филип Стевановски од Куманово, кој исто така е дел од групата ДНК. Панчо е со изгореници по телото и лицето. Но во свесна состојба во болницата Карел. Бројот на жртви постојано расте. Сето свети да им се најдат, како ја моето што ќе го погребам, така и они да се погребат. Едно имах, едно и тоа ми го однема. Врата има, како на шупата, кај нас на шупата беше вратата у диското, таква врата има. Треба 5 врати да имат, 5 врати. Нека снимат, нека снимат. Нека да си кажете на жената, нека да го кажете. Кај нас на шупата има по-убава врата, отколку кај них у диското. Да, така е. Дето да ми го врнат на мен пари од них
требат. Не ми требат пари од нив. Ја ќе им дам пари да ги закупам. Ја ќе им дам пари да се закопат они најмилите. Обдукција ќе му прават. Нема шанси, попусти ме. Liberamos